Кој од вас појма нема дека постоја? Никогаш не слушнал за мене. Супер. Не си селебрити. Ова не му се допадна на моето его. Уопште. Како и да е, сум ви колега, софтверски инженер. Завршив 2011 година на Природно-математички факултет, тогаш се отвори Финки. Софтвераш сум, ги разбирам вашите главоболки и али она што се случи ја кога завршив со факултет, решив дека нема да работам како програмер или било што поврзано со IT, затоа што тоа е мојот карактер. Сум човек кој што многу не сака да биде пред компјутер и да штрака цел ден. Сум човек кој што поише сака комуникација многу повеќе со луѓе, сакам да бидам обкружен константно со луѓе, да работам подинамично нешто, да не ме врзува со конкретна канцеларија и столица. И тогаш и таа желба беше дополнително збогатена со уште неколку ситуации. Пред се ја имав 105 килограми, имав нула енергија, живеев кој што повеќето од нас може би знаат да живеат, а тоа беше стануваш у 8 кога да те тепале, јадеш прв пат у 12, јадеш втор пат, тоест не јадеш, се прејадуваш втор пат у 5-6, па те фаќа дремка, па те фаќаат кризи за благо за Грицки и ми се здоседи да живеам со тоа. Воедно се деси ситуација да татко ми имаше рак на простата, се правеше операција, му се префрли на коски, следеа уште 4 операции, го фати Алцхаймер и тоа мене ми направи многу, ми роди голема причина и зошто да почнам да многу повеќе навлегувам у оваа област, што се вика поздрав, поактивен начин на живот, пред се да си помогнам на себе и да помогнам дома. И фала Богу сум помогнал, се уште е здрав и жив. И после тоа одлучив дека ова ќе стане и моја лична мисија, а тоа е да пренесувам знаење, да информирам луѓе, да се обидам да ги инспирирам со можеби моја приказна, со тоа што јас сум го научил, работам со луѓе константно. И пред 2,5 години, затоа што 7,5 години со ова како се бавам, пред 2,5 години одлучив да почнам да правам видеа. Имам свој личен влог на YouTube или Instagram, може да ме најдете како Јосиф Дамјанов или Коуч Јосиф. Затоа што немав многу време да затоа што се јави голема бројка на луѓе со кои што работев и многу често се фаќав во замка да одговарам едните исти прашања на луѓе. И решив ја ќе почнам да си снимам видеа со телефон и ќе ги објавувам на YouTube, кога ќе ме праша некој нешто, еве ти линк и да не мора да повторно го одговарам прашањето. И така после некое време почна да се создава заедница на луѓе со кои што не работам, кои што едноставно можеби сакале да слушнат и они одговор. Се создаде голема заедница, од пред 5-6 месеци негде се договорив со телевизија Телма, имам и таму рубрика едно од 10 минути на утринска на Телма. И пред година дена се создаде FitKit. Ангелина, која што седи позади камерата, беше иноваторот и човекот кој што ја создаде апликацијата. Мене многу ми се допадна, ми се поклопи со тоа мојата лична мисија и дека еве уште една алатка како може да допрам до повеќе луѓе и да ги инспирираме да направат нешто за себе. И се приклучив лани во август некаде месец. И почнавме и тоа да го правиме и поради FitKit практично и јас сум денес тука, затоа што со сите компании кои што работиме и кои што сме во комуникација, дел од нашата додадена вредност е тоа да правиме било какви работилници. Јас се надевам дека ќе биде ова една супер работилница и нема да речете човеков уште еднаш да не се појави тука. Се надевам дека ќе имаме уште повеќе средби. И она за кое што денеска ја не решив да зборувам, туку осеќам дека би требало да зборувам се некои работи кои што повеќето од корпоративниот свет на луѓе, особено софтверската фела која што и текако е врзана со седечка работа, и текако од друга страна е добро платена професија, а кога сте добро платени имате многу повеќе избор. И искрено мене ако ме прашувате,
Ја секогаш велам дека е тешко е да бидеш сиромав, ама уште потешко е да носиш прави одлуки кога ти дозволува джебот. И во тој контекст, софтверската фела ќе се сложиме дека е можеби најдобро платената фела во нашава држава, па и не само во нашава држава, во глобални рамки. И тоа многу често ни носи предизвици, затоа што така генерално ако зборуваме од храна, па секојот може да си дозволи денеска да јаде деливери и нешто тоа да биде junk food и да си купи пица и да не знам што да направи. И многу лесно да речеме да не знам, лесно е да се храниш здраво, ама уште полесно е да не се храниш, затоа што веќе нездравото некој друг ти го смислил, ќе ти го донесат до врата, нездравото значи да не губиш време за да вежбаш и слично. И она што јас секогаш зборуваме дека не е работата ние сега тука да зборуваме дека морков е здраво, дека е убаво да трчате на трака или на кеј, секој од нас го знае тоа, туку работата е зошто не го прави тоа. И секој од нас има во главата некој став, некој начин на размислување, можеби не знам, нешто што можеби намалена самодоверба, поради која што не превзема одлуки, затоа што јас сум сигурен дека секој од вас, ако да гледаме, најголемиот проблема тоа е од типот изгледот, кај луѓето најмногу се замараат со изглед, не со здравје, со изглед, најмногу се замараат. Пред да го изгубат здравјето, ако го изгубат здравјето, веќе е тоа приоритет. Али ако не го изгубат здравјето, се додека се здрави, најмногу се замараат со изгледот. И кога зборуваме за тоа, многу од вас, јас сум сигурен дека се обидувале да изгледаат подобро. И така, секој се обидува да изгледа подобро, но проблемот се јавува кога обидот е неуспешен. А обидот е неуспешен затоа што денеска сме преплавени од информации. Денеска кој ќе вака еднаш да направиш на newsfeed, не знам, на било кој портал или на Facebook или на било која социјална мрежа, сигурно една статија или некаква информација ќе ти залета поврзана со вежбање или исхрана. Тоа е факт. И поради толку многу информации, поради толку многу компании кои што се обидуваат да го представат својот производ како магијата и како производот кој што е уствари тоа, многу од нас едноставно и некогаш не знаат што да направат и кој пат да го фатат и не знаат што е најдобро. А многу е тоа едноставно, затоа што нашите баби и дедовци, ако ги земеме, вистина, нашите баби и дедовци, не знам ја како ги памтите вашите баби и дедовци, моите баби и дедовци биле фит, значи немале можност да се здебелат, затоа што прво имале ред, се знаело кога се станува, кога се јаде, се оди, се работи, немале опција за деливери, немале опција за такси, за кола, за мотор, туку или пешки, или со точак, многу работа и едноставно храната која што они ја јаделе немале избор да биде лоша, туку било од дворот. Имале добиток, имале живина, имале овоша, зеленчуци и сето тоа покажува дека па може ли и без витамин С, може ли и без мултивитамини, може ли и без, не знам, може ли без многу работи. Затоа што природата на нашето тело и нашето ДНК е создадено пред многу милиони години. И во тоа ДНК се многу едноставни работите. Тие работи се три, кои што велат дека ако нема нас тројца, нема да постои телото и нема ништо да функционира во метаболизмот. А тие три работи се кислород, вода и хранливи материи. И хранливите материи се поделени во неколку основни групи, а тоа ви е протеини, јаглехидрати, масти и микронутритивна вредност, витамини и минерали. И сето тоа е гориво за нашето тело. И метаболизмот како, движечка сила во нашето тело, кој што слободува енергија, се потпира само на тие три работи. А ние секогаш сакаме да биде малку искомплицирано, затоа што звучи малку по-добро, така, ако е не знам каква диета со, не знам, ротации на не знам што, не хроно, не кето, не месечева, значи има милиарди диети и начини на исхрана кои што многу од нас би сакале да функционираат затоа што сметаат дека ја најдов мојата диета што најмногу ми одговара. Значи не постои тоа.
На вашето тело му одговара така му одговара да има кислород, му одговара да има вода, му одговара да има хранливи материи и тука завршува се. Проблемот е што кога ќе дојде време за одлука да ја посегнам по храна, тука работите се изменуваат веќе. Затоа што и ова го знаете. Знаете ви кога ќе влезете у маркет, секој од нас знае што е здраво, што не е здраво. Не треба едукација за тоа. Секој од нас е доволно свесен. Работата е емотивно ние како реагираме на некои работи. Затоа што кога ќе се стресе снага и кога ќе почне да паѓа шекер, никој не вика сега ќе си земам брокула и интегрален ориз. Туку секој посегнува по нешто што е нездраво. Не здраво. Туку тоа е брза енергија. Телото бара брза енергија. Кога ќе ви падне шекер, мозокот препознава брза енергија во 6 работи. Тоа е благо, грицки, тесто, сок, енергетски пијалоци и кафе. И у зависност од периодот на денот и у зависност од тоа каков тип на човек сте, кој вкус вас највеќе ви лежи, таква одлука правите. За мене најдобар порок биле грицки, кафе и тесто. Благо не ми треба. Стави ми милка и чипс, ја ке чипсот ќе го изедам. Разбирате, али е исто ѓубре. Се се тоа многу шекери кои што едноставно мозокот ги бара како брза енергија. И повеќето од луѓето еве со кои што јас работам, најчесто знаат да кога ќе седнеме да разговараме, најчесто знаат да ми речат ама не, јас знам кај ми е мене проблемот. Ја не можам без благо. Ја не можам без ова, не можам без она. А не е воопшто така, затоа што кризите за благо, за било што вас ви е коњак, се само последица на нешто друго, кое што претходело во почетокот на денот најверојатно. И она што постојат две основни поделби на луѓе, а тоа се луѓе кои што или внесуваат премалку калории од тоа што им треба, или внесуваат премногу калории од тоа што реално трошат. Не е тешко да се направи баланс, али премалку калории луѓе внесуваат во себе од страв дека можеби ќе се поправат, мислејќи дека што помалку ќе внесат тоа подобро за нив и подобро ќе изгледаат. А оние кои што внесуваат премногу или се уморни од тоа да внесуваат премалку и си вика, ама не можам, само гладен и дебел. Или се луѓе кои што едноставно не им е важно, ја уопште не се замарав како изгледам. Ми беше важно да ја живеев со филозофија, јадам кога сум гладен, пијам вода кога сум жеден и тоа беше за мене. Пијам кафе кога ќе ми падне енергија, тоа се случуваше 6 до 7 пати во денот и таа филозофија ми донесе лошо чувство. Повеќето од луѓето тригерите за тоа дали ќе внесуваат многу, дали ќе внесуваат премалку, дали нутритивно ќе го задоволат телото, се случува во првиот дел од денот. И 60% од земјината топка се луѓе кои што во првите 60 минути од будење не јадат ништо. Промаја, кафе можеби, вода, една банана или не знам, затоа што виделе на интернет дека топла вода со ѓумбир, цимет и не знам што топи масти, па тоа го појадуваат. Или не знам, саси вода, не знам каква била, лудило, па не знам што. И многу такви глупости. За мене се тоа тотални глупости. Што се случува? Многу често и тие води ги пиеме за да да се потапшаме по рамо и да си се оправдаме за грижата на совест која што сме имале затоа што вечерта сме изеле нешто брутално. Сме се натепале вечерта од јадење и сега са бајлето еден детокс ќе си направам, па ќе се напијам нешто што е добро. Така не функционираат работите. Сум се налел можеби 2000 калории од алкохол у сабота вечер или у петок вечер и сега ќе излезам да се истрчам у следниот ден наутро за да преку потта мене ми излезе тоа и готово, јас сум среден, али не е баш тоа така. Исто како да на паркетот дома солна киселина му истурите и да мислите дека следниот ден со политурот ќе го поминете и готово има да стане како нов.
нема да стане као нов. Треба време за да стане као нов, да се иструга, да се лакира, да се има работа. Малку истото и со нашето тело, само што нашето тело малку не ги осеќа така работи, односно не ни праќа сигнали дека има хаварија во телото, пошто е совршена машина и тоа што некој од нас ќе изеде глупост или ќе се препие или ќе се прејаде или ќе се препуши, не резултира одма со некакви, не знам, здравствени проблеми или метаболни појави, туку едноставно е ден за ден. Ја кога немав енергија ми беше сосема нормално да немам енергија, затоа што тоа беше моје секојдневие. Ми беше нормално да станам и така да сум као замелушен, па да треба 2 кафења да испијам додека малку се почне да функционира системов, па да ми падне енергија околу 11-12, па после да ми се приспие попладне и сето тоа е нормално. Повеќето од луѓето таа бројка на луѓе од 60% кои што не прави ништо, што им се случува во текот на денот. Кој од вас себе да речеме го има тој старт на денот? Станувај, ништо. Голем број. Причините се или не ми се јаде, кој што би било мене, или нема време. Може и двете. Немам време да ми се јаде. Не јадам. И што се случува? Се случува да прво таа појава на не ми се јаде е или од тоа што вечерта е богата, вечер се јаде, па кога во утрото доста се уште има шекери и масти кои што кружат низ крвта и тоа испраќа сигнал до мозокот дека ти си окей, али на ниво на клетка, затоа што ние сме составени од клетки, работите не се баш окей. Им треба, зборувавме, кислород, вода и хранливи материи. И на сабајле кој ќе станете, вие сте на нула празни на клеточно ниво збориме и ви треба и кислород, и хидрација, и хранливи материјали, најчесто е само кислород. Вода попосле, хранење попосле. Се случува да така, го почнувате денот, почнува работа, особено во оваа фела има многу умствена работа. Не знам дали знаете, но срце, бели дробови и мозок трошат 70 до 75% од вкупниот калориски внес кој што вас ви е потребен. Тоа значи дека ако некој од вас денес му се троши 2000 калории, 75% од тие 2000 калории ги трошат мозокот, срцето и белите дробови. Кај вас, дури можеби и тие проценти се поголеми, затоа што вие во континуитет имате секојдневна умствена работа, решавате некакви проблеми, треба да меморирате, треба да имате дедлайни, треба да испорачувате, треба имате комуникација со луѓе, можеби со клиенти. Не ви ја знам точно работата, али знам дека бара умствен ангажман кој што дополнително го зголемува калориското трошење на вашиот мозок. Нашиот мозок најголем дел од тие калории ги црпи од шекери. Масти исто така. Мастите се најголем носител на калории. Не ве замарам подлабоко во детали, али што сакам да ви кажам. После 3 до 4 часа од вашето будење, затоа што започнала умствена работа, постои голема веројатност дека шекерот е веќе тргнат надоле. Тоа резултира со глад. И кога ќе се појави глад, одлуката дека ја ќе јадам сега брокула, салата, нешто хелти е многу мала. Затоа што природа е тоа. Вие може 3 дена или недела дена да стиснете заби и не од денес не јадам. Крај. Тргам се, ама на ентузијазам не се функционира долго. Природата на телото ќе ве победи кад ти емоцијата, така, кога ти паѓа шекер, ти што сакаш збори се, ама еден ден тоа ќе те победи. И многу од луѓето прават одлука дека ќе си касне нешто што е помрсничко, позашекерено, нешто што тоа пекар. Од 5 работни дена, 3 се пекар. Од 5 работни дена, Тоа е затоа што 3,5 не се пекара. Многу е, мислам. Ја исто пошто мене ми беше Тоа е затоа што реално и не секогаш е. Ја исто пошто мене ми беше тој живот. Значи 3 топ имав работи која Милено ми беше или го живеев тој живот. Ја имав од Сабајле Милено ми беше или
Вегера порано дека Беше, работеше, да, имаше пица бурек баничка со од Ладелишас шунка и павлака. или, пица Друго ми бурек. беше да пица баничка Или од братрите Ладелишас мои фейворит. или Почетоци пица на бурек од денот. И дури Или понекогаш би се мои случува да ви е фейворит. смачено од почетоци на таа денот. храна. И дури Ама, знаете, џабе, понекогаш ви се случува телото да ти ви е ти бара смачено брза од енергија и ти не знаеш таа тук храна, на ама, брза енергија. Затоа џабе, е тоа, телото шот ти салата, ти ако се бара најдеш, брза енергија еден и ден ти ќе не седиш знаеш шајдеш што тук поздраво ќе на каснам, брза енергија. ќе Затоа е изедеш тоа, едно јаболко и не што знам што за салата ако пола се сат. најдеш, еден ден ќе си речеш Џабе, ајде што не поздраво ќе функционира. каснам и изедеш едно Ali тоа јаболко не и е не поради знам тоа што што за ова пола не те сат. заситува, затоа што не Џабе, едноставно не кога ќе падне функционира. шекер, паднате шекерот веќе. Али тоа не е поради тоа што ова не те алармите се заситува, вклучени, затоа што мора да не носиш. едноставно кога ќе падне шекер, паднате шекерот веќе Што се и случува тогаш? алармите се Количината на вклучени и шекер мора што ти ние да внесуваме носиш толку некој шекер голема, што ќе те да катапултира. И што се случува тогаш? ја претеруваме Количината од на друга шекер што крајност, ние внесуваме е оди толку многу голема повисоки да граници, па тука па ја претеруваме у друга Панкреасот крајност, вика, оди претеравме у се, многу повисоки граници, праќа инсулин. па тука Инсулинот, панкреасот знаете кој вика, значи, мора друже, да претеравме трга се, вишок на шекер. И праќа тој вишок на инсулин. шекер го трга во Инсулинот, знаете која е задача му е да Че, трга стомак, вишок на шекер гуша, и тој вишок на шекер го образи, трга во и така натаму. путче, Секој тоа се знае стомак, гуша, кака е. образи, Кај се мрази? сака Е, кај. што се случува, веќе Кај се мрази? после 40 до 60 минути. И што се случува? Веќе го Паѓа маваш очи бурекот, после 40 до 60 минути Нов дотур на енергија. паѓаат очи Тоа е и глава. најчесто кафе, Следува шоколадо, нов дотур на енергија. На рака Тоа е грицки најчесто ништо не е. кафе, не знам ред што, ништо шоколадо. не е, сок за некој енергетски На рака пијал. грицки Пак ништо не е. вкусно шекерче. не знам што, ништо не е, практично сок видов за дека некој сте на работа, енергетски веќе пијалок, барем пак 2-3 пати бус на сте си поиграле со шекерче, шекерот. па доле. И Тоа практично резултира видов дека сте кога на ќе работа, дојдете веќе дома, барем веќе 2-3 пати сте сте си поиграле со шекерот. неверојатно гладни. Тоа резултира да кога ќе дојдете И дома, тогаш веќе се сте губи секаква логика. неверојатно гладни. Кога сум доаѓал дома, и тогаш се губи секаква куче, логика. озбилно, значи- Ја кога сум доаѓал дома, додека има се јади. Значи додека стигне колку сигнал куче, во мозокот озбилно, дека значи добро. додека има се веќе јади. ти за тројца си. Значи додека стигне сигнал до мозокот да дека јадуваш, добро е, затоа што има веќе ти за тројца преголема сиза. количина на шекер, веќе добиваш дури Се прејадуваш? и вртоглавица. Затоа што има преголема количина на шекер, веќе добиваш дури и вртоглавица, затоа е потребно да луѓе ги фаќаат дремка и потреба за да спијат. Инаку тоа е тотално нелогично. Ако храната е мое гориво, не би требало да му фаќа дремка. Тоа е кога да одите кола да ставите гориво и да ја тргнете саат време да си постои. Ја наполнив се, а да треба да постои. Здраво. И повеќето од луѓето живеат во тој круг. Многу долго тоа име секојдневие. Ова ви е најдобриот рецепт. Повеќето од за луѓето живеат во тој круг. создавање за тоа има нарушување на секојдневие. метаболизам, Ова ви е најдобриот рецепт за за креирање на масти, создавање затоа што за со нарушување оваков на начин метаболизам, живот, дневната за креирање на масти, дневното покачување на затоа масти е што некаде со од оваков 2 до начин на 5 живот, дневната Тотално незабележливо. дневното Така, покачување на масти е само некаде од 2 до 5 грама. Не покажува дури Тоа е 2 грама. тотално За една незабележливо. година Така е ти 2 грама не застануваш на 2-3 вага да ги кила. не покажува дури вагата многу, 2 грама. така може За да една се година е со облека 2-3 кила. Со добар агол на селфи. не многу, така може да се зацкрие. Веќе после 2 години се Облека се тече со 7 друго, добар агол на селфи не се гледа. Веќе после 2 години се и почнуваат, тече и 7 тука кила почнуваат можеби, самата кај што се болка. уклучуваат Многу аларми. Гледаат, чекај, која е Па и најбрзата почнуваат, и најефикасната тука почнува диета? целата голгота. Прво се Многу од луѓето Што е болка? гледаат чека која е најбрзата и Најефикасната најефикасната диета. Тоа се прво почнува. се гледа. Се намалуваат. Да. Најбрзата и Се најефикасната Се диета враќаат 10. се почнува. Се намалуваат враќа 7 паник. кила. Па се завршува. намалуваат. Се враќаат 10. Се враќаат 12. И веќе Се после фаќа вториот, паник. третиот обид, Па се многу луѓето, намалуваат 10, се враќаат 12. почнуваат И веќе после посвесно вториот, да третиот прифаќаат обид, дека може многу би луѓето, генетски јас сум така изграден, моите предиспозиции почнуваат се подсвесно така да прифаќаат такви, дека можеби генетски јас сум така изграден. можеби Моите некој од предиспозиции се луѓето, изгледаат такви, ви моите дома се крупни. ако ме сака и така ќе ме сака. Можеби така и некој од тоа. луѓето ако ме сака и таква ќе ме сака, како би така и тоа постои. Не оддалечуваат од И тоа да секакви престанеме да комплицираме секакви убедувања кои што
многу не оддалечуваат од тоа да престанеме да комплицираме. Премногу комплицираме. Многу се едноставни работите. И на почетокот кој што спомнав. А тоа е за да обезбедиш ти доволно кислород, вода и хранливи материи, прво треба да дишаш, второ да пиеш вода, а тоа според Светска здравствена организација подразбира на 25 кг да речеме телесна маса, тоа е литар вода, можеби овој веќе сте го слушнале, али не е само информација да слушнете, туку е важно нешто и да примените од тоа. И кога зборуваме за хранливи материи е важно да тие бидат не можете хранливи материи да внесете преку едно нешто, преку еден или два оброка, или да мислите дека со тоа што ќе внесувате додатоци во исхрана ќе си помогнете. Многу од луѓето дали користите додатоци во исхрана? Барем витамин С, дали некој од вас користи или Б комплекс или не знам било каков мултивитамин или германиум или не знам што. Не користите? Ама 5-6% користите. Како? Кога е? Како осеќате потреба? Како осеќате потреба? Добро. Значи, генерално, еден пријател има што вика, луѓето сме како пожарникари. Значи, генерално, еден пријател има што вика, луѓето сме како пожарникари. Работиме кога гори ватра, кога имаме проблем, тогаш реагираме. Многу често од нас, ние луѓето користиме, затоа што додатоци во исхрана многу често од нас ние луѓето користиме затоа што сакаме да си ги оправдаме нашите лоши навики. И многу често во нашата глава стои теорија дека ако јас сега си користам додатоци во исхрана, сум безбеден и не мора да се но не е баш така. Не мора толку да припазвам затоа што сега го користам додатоци во исхрана, да обавам и помак. Но не е баш така во не функционира телото така. И дека треба да се додаде. Ама за да се додаде нешто самиот збор додаток во исхрана подразбира дека треба да се додаде. Ама за да се додаде нешто прво треба да има основа на исхрана. И можете колку сакате да користите суплементација, ништо нема да функционира ако не се средите исхраната, затоа што работите во метаболизмот кој не функционира. Не, апче и добро е да се среди една работа. Најчесто е, не знам, некој од вас можеби се препознава во овие навики кои што ги зборува со исхраната, можеби е така склопен да не покажува килограм. И многу од луѓето ги го морат на таквите луѓе. Затоа што јаде се ништо не му се фаќа, ја и да од сендвичара да поминам ќе ми се фати од мирис. Тоа не значи дека метаболизмот е во ред. Не значи дека ходите али да знаете дека тоа не значи дека метаболизмот е во ред. Не значи дека ходите во WC доволно пати, дека ви е добар метаболизмот. Метаболизмот е многу поширок поим, не е одење во тоалет или не знам, или изгледање добро. Затоа што секој од нас може да се зацкрие под добра шминка и облека, а внатре да е хаварија. И секој од нас има најслаба карика. Можеби најчесто тоа го одредува метаболизмот, но во превод што значи тоа? Нездрав начин на исхрана и лош начин на живот ќе си ја земе цена, ќе си наплати, сакале ви или не. Некој ќе ја плати со килажа, некој ќе ја плати со неодење у WC по 3 дена, некој ќе ја плати со хормони, некој со тироидна, некој со главоболки, некој значи мора да ќе ја платите цена. Кој што ви е најслабата карика. Дури и мене ако ме прашувате, тие со килажа се најслаби. Затоа што е многу по мислам дека е многу помачно да имаш. Особено форма на. Па и у WC да не оди. Замислете си 3 дена, не 3 дена, да земеме парче месо и да го оставиме тука на 20 степени. Замислете си 3 дена, не 3 дена, да земеме парче месо и да го оставиме тука на 20 степени температура стоп. Утре дали би го јадел? Парчиња кузнешо од цревата на 30 степени температура. А замислете си 3 дена, парчиња кузнае шо од цревата на 30 степени температура. Тоа е толку совршена машина, толку многу се бори за тоа е страшно. Само што пак ќе речам, тоа е толку совршена машина, толку многу се бори за да не одржи во живот и да ни продуцира енергија, што ние некогаш не ни ги сеќаваме тие работи, поради тоа не ни сме свесни и сме живееме здраво за готово, се додека не се појави сериозен проблем. Оваа група на луѓе отскокнува во интелигентна група на луѓе. Оваа група на луѓе не би требало тука да има луѓе кои што отскокнува во интелигентна група на луѓе. Јас сметам дека
Не би требало тука да има луѓе кои што имаат девиза како ми пише. Или еднаш се живее. Баш поради еднаш што се живее, барем поквалитетно да се проживее. Личат звони ова. Па исклучи го ако звони. Од страна. Так. Так. Ја сум мангали. И ако ме прашувате, многу, пошто најчесто поставуваните прашања, еве мене луѓе што ме прашуваат, се поврзани со површни ствари од типот како да не знам, намалам 3 кила до свадба, како да намалам не знам што, како да си средам, имам проблем со одење во тоалет и слично. И повеќето од луѓето очекуваат дека една работа ќе им го реши проблемот и ќе им предизвика подобро чувство. И најчесто толку сакаат да живеат во тој свет што овие работи комплетно ги занемаруваат. Дека треба само континуитет на правење на едните исти работи. Така, софтвер не се гради со една функција. Софтвер се гради, со години се кодира и е едно те исто, и багови ги, и едно те исто, и тук и кодираш, и градиш софтвер. Истото и со нашето тело. И јадеш, и дишеш, и пиеш вода, и јадеш, и дишеш, и пиеш вода, и градиш тело. И се случува метаболизам. И не е работата да пак ќе речам, не подразбира добар и квалитетен живот, не подразбира дека вие треба да се откажете од се. Што значи алкохол, благо, пица или било што, секој од нас има задоволство, ниту па ја ќе сум прифатил нешто такво ако треба 7 исклучи од мојот живот. Не е работата тоа. Туку од 365 дена, 65 нека бидат со ете оброци кои што се guilty pleasure. Ама 300 дена нека бидат окей. И на крај на годината која ќе треба да се мери, 300 ќе победат наспроти 65. И тоа е по мене добар баланс на живот и добар квалитет на живот, затоа што не се работи за дека ние ќе бидеме бесмртни, ако јадам ја здраво готово, ќе нема да умрем. Сите ќе умреме. Ма работа е дали како ќе умреме, како квалитет ќе имаме на живот. А не е лошо да си по четврти ден во тоа јука караш, слава. Тоа ќе му Ама така е. Една математичка работа пресметано. Секој четврти ден на 365-60. Ама и така е. И ја у неделата ја 2 пати екскурзија си правам. Ама екскурзија, значи со раки, со, значи зима тоа, вако, градација на тој оброк. Тој оброк трае може би саат и пол. И тоа е супер. Али остатокот од деновите е исто така супер. И тој ден кога се случува каваријата е супер. Во остатокот од денот се работи за саат и пол кај шо. И тоа нема да направи. Е никого од вас. И идејата е дека која филозофија јас ја практикувам и како јас живеам и како се хранам е нешто што сум го прифатил од за мене филозофијата дека децата кога ќе се родат, беба кога ќе се роди, цица на колку? 3, 2, 4 часа, тука се движи некаде. Тоа не е случајно. Затоа што за да ти постигнеш доволен калориски внес и доволен нутритивен внес во текот на денот, важно е да имаш почести оброци. Затоа што не можеш у еден оброк да ги постигнеш сите тие вредности. И за да се случува добра регенерација во телото на клетки, на ткива, на органи, за да метаболизмот може да пренесува до сите се што е потребно, потребен е константен дотур на хранлива вредност. Ако имате добар старт на денот и редовност на оброци на 3-4 часа, веројатноста дека ќе падне шекер е многу мала. Затоа што нема како да падне. Константно ќе се одржува. И тоа не треба да биде, пак ќе речам, не треба да бараме, не знам, каков оброк и каква филозофија. Се не е пружено и во маркети, и во ресторани, и во... се има. Се има. Само што јас сум сигурен дека одлуките исклучиво ги правиме на гладно и на емоција.
Едноставно, тоа е тоа само што треба да го решите. Продукција на енергија ќе биде многу поголема. Веројатноста дека ќе се решат многу проблеми кои што можеби сега да оптеретуваат е многу поголема, нормално за специфични појави здравствени, метаболни. Можеби треба и дополнителни некакви збогатувања на исхраната, но пак ќе речам, една добра основа значи тоа. Да имате добар старт на ден, да имате редовно оброци, да пиете доволно вода. Никаква друга филозофија. Тоа го прават децата, тоа го прават старите лица и им функционира. Активен животен стил не подразбира да одиш на фитнес или на било која локација да не знаеш вратата кај кој ќе излезеш. Не, генерално, пошто живееме у свет кај што социјалните мрежи многу влијаат на нашите одлуки и на нашите очекувања и представа за одредени работи, многу од нас се заробени во тоа, пошто супер е што многу ентузијасти постојат за активен животен стил. И вие кога ќе свртите на Инстаграм особено, значи имаш тука ќе видиш некој изгледа вежба таму, прави повторувања. Едноставно, многу од нас кои што се просечни луѓе, кои што не сака така тоа да го прави, има очекување и размислување дека ако ја почнам да вежбам, ствари ова е вежбање. Тоа што можеби пешачење не е вежбање, возење точак можеби ќе си рече не е вежбање, но пак ќе речам, исто кој што во исхраната е важен континуитет и во активен животен стил е важен континуитет. И не подразбира вие да одите на некакво вежбање, не знам како. Па бидете пешачете секој ден по пола час, на долг рок е многу. Се се акумулира и се брои. На долг рок е тоа се многу калории, многу помош за вашиот кардиоваскуларен систем. Не треба да не знам што да правите за да бидете активни. Исто, не треба да мислите дека кој мисли од вас дека седечката работа му е проблем. Многу од вас така. Сите. Али видете, немојте седачка работа има најголем дел од вработениот свет. Многу луѓе седат дека работа. Не е проблем седењето. Вие што седите на работа. И што мислите дека поради тоа е вие и грб искривени, не знам што ви се дешава. Проблемот е после седењето што правите. А после седењето си лежите. Па повеќето од вас. Цел ден седиш, само менуваш седло. Фотеља, кауч, нешто тросет. Толку е. А не е проблемот вашата седачка работа. Секој има седачка работа. Проблем е што кога ќе си дојдете дома, исто си лежите и си седите, пошто имате напорен ден. Проблемот е тоа што сето тоа придонесува за мускулите полека да си одат, затоа што не се употребуваат, нема потреба да стојат у телово мое. И тоа е така, метаболизмот ги користи вашите мускули. За други процеси, чека, ова не ми треба, дај барем да го искористам за друго нешто, за имунитет, за едно, за друго, да ќе си зимам амино киселини што ми треба. И после 5 години работен век, проблем, мускулатура 0, килажа плюс 5 или 10 и сето тоа прави оптоварување на коските, почуваат дискус, херни, пати, не знам какви искривувања, не знам што ми е, не знам како ми е. И нема многу седам. Се е акумулација на ваши мали одлуки кои што ги правите секојдневно. Че за да не се случи тоа, треба само да воведам почетен оброк, да воведам плюс 1-2 оброка, затоа што секој од вас има барем 2 до 3 оброка у ден. Еве 2 нека се. Значи барем уште 2 да воведам, барем уште некој пола сат некоја активност. Симни се станица порано, качи скали догоре, не мора да биде константно лив, направи нешто. Тоа се многу мали одлуки кои што секој од нас ги носи секојдневно, кои што се акумулираат на долг рок. Кога што за 5 години отишла да работите надоле, може да е реално. Само мали одлуки, не постои на здравје. Б витамини од вечер. Препишам тој. На прашина. Така да, дечки, не знам, веќе некој можеби 35-40 минути зборувам. Генерално, да не ми е целта само да зборувам и да полемизирам тука и теорија да споделувам. Би сакал еве чисто и од вас
дали имате било какви прашања кои што практично можеби ќе ви помогнат во вашиот ден и кои што еве можеби вас ве мачаат, вас ви се дилема, ви се мит, не ви е јасно дали едното или другото, значи бидете слободни и оставете ми било какво прашање, не се секирате дали е глупаво, дали е потребно, значи не постои да. Дали некој од вас, не, јас знам дека има многу од вас кои што сакаат да прашаат нешто поврзано со оваа тема, али кој ги скрши мраз. Каква исхрана користиш? Каква исхрана користиш? Па е Ручекот исто. Еве опиширан ден твој. Што се храниш? вчера или денес? Денес не е помина. Вчера е Ајде, вчера. Вчера Да не беше четвртиот ден вчера. тој ќе биде утре. Свадба. На вчера станав околу 8. Јадев јаболко и соја, не од генетски модифицирана. Отидов на вежбање, јадев шејк после вежбање. После тоа јадев леќа у... Да, морам да ви препорачам Джој, не знам дали знаете кај е. Тоа е кај технолошки факултет. Има прејака, дал се вика која е супа леќа прејака. Джој кафе. Да. Тоа јадев. Па јадев после дома јадев компир манџа со пилешко. Леко зумране. Како? Леп. Кога како? Леп јадам ако имам граф леќа боранија. Еве, да речеме со леќата каснав едно парченце леп. Како? Нема. Нема. Значи телото, видете, многу еве добро што ме потсети, многу често многу луѓе и ова исто ме прашуваат, а како мешаш компир и месо? Како мешаш ориз со, не знам, месо и со риба и скроп со ова не се мешало и така натаму, значи телото не го познава тоа. У принцип, кога ќе влезе храна во желудникот, телото бара хранливи материи и ги спојува едни со други, масти со витамини, минерали, се прават емулгации, значи тоа е преголем процес. И се што можеби ви залетува како информација дека не мешај ова со ова затоа што не знам што прави, тоа се само краткорочни стратегии кои што не функционираат на долг рок. Значи, практично вие во денот не може да го правите тоа. Кето диета за софтвераш е претешко да го прави. Еве, конкретно ако зборуваме за некаква диета. Жан Митрев диета е претешко вие да ја правите. И на крај на денот, зошто да ја правам? Па не. Митрев неа ограничување на внес на јаглени хидрати, тоест делење на јаглени хидрати и маси и протеини, има некоја логика метаболичка. Зашто? Па затоа што јаглени хидрати се варат во организмот многу побрзо од протеини. Се распаѓа многу побрзо. Значи протеинот кој ќе го внесеш сам по себе, организмот троши паралелно за да го сваја тој протеин, за разлика од јаглен хидрат. Јаглен хидратот во комбинација со протеин многу побрзо се претвара во маса заради тоа што организмот внесува дополнителна енергија за да го разгради тој протеин. Кробот со јаглен хидрат од различен тип, значи не само шеќер, да речеме, тоа во друг fibers, бла, заедно искомбинирани може би имаат логика, ама протеин во комбинација со јаглен хидрат не е страшно, меѓутоа е по... Те разбирам што сакаш да кажеш, ама многу едноставно решението. Природата не создава продукт кој што има само јаглен хидрат или само протеин. У банана имаш протеин. Имаш у ориз протеин, у компир, у тестенини, у се имаш протеин. Значи, процентот е различен, али пак работите во телото, слагалицата за да се пополни, мора да функционира и на крај мора да размислуваме на која група на луѓе зборуваме. Просечната група на луѓе не може да го прави тоа. Че 95% од луѓето не би се нафатили да го прават тоа. Ја не би се... Јас го правам веќе 7 години, например. Затоа викам 90%. Трудам, да. Некој мислам далеко од тоа дека ќе каже некој дека уопште свет цело време само тоа почитувам, меѓутоа се трудам да не ги комбинирам во исти оброк. После 2 сати, после 3 сати нели во еден ден можеби, ама се трудам да не ги комбинирам во исти оброк. Исто така, например, внесот на шеќер. Зборувам чист шеќер. Од
нешто е комбинација со другите, нели дел од другите субстанции, него зборувам сахароза, овоше, значи рафиниран шеќер, такви работи. Моја теорија и од тоа што се имаме доцирано и читано е дека на организмот, на мозокот треба шеќер, меѓутоа шеќерот од млечни продукти, од јаглени хидрати, нели друг тип што не е чист шеќер, му е доволен за да преживее барем 3-4 дена. Петиот ден можеш да внесеш нормално, четвртиот ден што го викаме ние, да внесеш шеќер за да му дадеш и на организмот буст и на себе и на само довербата ете коњакот да го задоволиш. Меѓутоа дека е потреба секојдневна, не. Шеќер? Чист шеќер, зборувам од типот на, не знам, овоше, чисто, не зборувам да го да не го внесуваш воопшто на сметка на зеленчук. Зелен, сахароза. Значи, зеленчукот сам по себе содржи, патлиџанот има голем процент на шеќер. Тој шеќер што се внесува, мислам дека е доволен за да ги задоволи дневните потреби на мозокот. Дека ако не се внесе, да речеме, шејк денеска банана, а на сметка на тоа си изеде цел тања салата, ќе му биде исто на организмот, ама метаболичкиот процес и складирањето на масти нема да биде. Да, те разбирам, ама за 95% од луѓето ова е комплицирано. Разбираш? Затоа што ти сакаш да се едуцираш нова и сакаш да експериментираш. Ама за најголем дел од луѓето не сака. Така исто како да му речеш на некој, за софтвераши, па не сакаат сите да кодираат. Значи, и не се работи за најдобриот начин на исхрана. Не постои тако. Не постои ни најдобрата физичка активност. За некој најдобрата е пилатес, за друг е йога, за трете фитнес, за четврте кросфит. Исто и со начинот на исхрана. Вие, така ти си нашла твој рецепт кој што еве 7 години го правиш. Јас сум нашол, секој од вас треба да се најде. Али филозофијата и генерално природата на нашето тело и ДНК е дека ми треба и јаглен хидрат, и протеин, и масти, и минерали, и витамини, и вода и кислород. Значи, крај, тука се завршува. Како ја тоа ќе го правам? Дали ќе имам време, па и ќе тоа да правам, и не знам што да правам, тоа е веќе ствар на лична цел, мотивација, што мене ме интересира, како сакам да изгледам и слично. А не, мислам, повеќето од нас избегаваат да се буричкаат овакви теми, а и генерално ако почнеш да се буричкаш на интернет овакви теми, карма каша ќе се напрече. Реално има премногу информации и дури по мене тие прават проблем од денешница. Не ништо друго, туку овакви работи кои што не секој може да ги изжвака и да ги разбере, не ни сакам да ги разбера, може да се ки читам тука проценти, знаеш, ти сега да брои некои калории, тоа е тешко, не може да го прави просечен човек кој што оди на работа 8 до 9 часа и кој што можеби после има фамилиарни обврски, значи тоа е претешко. Разбирате? Дали има некој друг прашање? Како да сакаш да ме прашаш нешто? Сигурно. Прашај. Еден колега наш се лиши од благо. Дали му е добра одлуката? Посочете кој? Не ме добра, чист. Значи, еве за шеќер која зборувам. Исто, значи, без разлика вие што ќе дали е шеќер, дали е посложен јаглен хидрат, телото кога ќе го внесете мора да го донесе до гликоза. Работата што е? Што различни продукти имаат различен период на доаѓање до гликоза. Некои јаглен хидрати до гликоза доаѓаат можеби после час и половина, 2, некои јаглен хидрати доаѓаат за 10 минути, така Кока-кола кога ќе се напиеш, за 10 минути те крева. И си назад, затоа што е брз шеќер. Работата не е дека он треба да се лиши од благо или готово, знаете, пак ќе речам, тој ентузијазам ќе трае кратко, дека не ќе трае 3 дена, 4-5, недела дена, нема поише да трае. Работата е да ги менуваме изворите на калориите и на шеќерите кои што ги внесуваме. Затоа што не е исто да изедеш шеќер од ишлери, тоа е благо, и од банана. Тотално различен шеќер. Со банана внесуваш природен шеќер. Ја не јаде чоколадца. А јадеше многу сладко, онака јасо, не Моментум се создава чекаја. канцеларија, дај нешто благо, тој ми вади грозје. Да го помогнеме?
Ќе мине сезона на грозив, ќе биде кратко, ќе биде, после ќе мора да се прати. Други вака, ако насочи да си продължи. Други прашања дали имате, дечки? Значи, многу сум бил јас. Не сум за вас, јас се препотив. Па збориш. Много близко до сијалиците си. Па дечки, ако нема прашања, ние секако ќе се поврткаме уште некое време тука, ако некој сака нешто да чи. А приватно? Слободно. Фала ви за вниманието, фала на Гизела што ни даде прилика да ме посетиме, да се запознаеме. Се надам ќе се гледаме и пожесто и ќе правиме можеби и работилници кои што ќе бидат конкретно на некакви теми, поврзани можеби теми со само протеини, ќе зборуваме можеби само за јагнехидрати, можеби само за масти, за одредени делови од телото, кардиоваскуларен систем, дигестивен систем, било како. Може и тоа да го систематизираме и да го поделиме. Фала ви што бевте така внимателни и бидете секни што работите во компанија која што има свест за своите вработени кои што инвестира, затоа што тоа е реткост. Се бројате.